На денешен ден првата пушка пукнала у Прилеп, втората во Куманово. А тука две пипирки пукнаа постни. Да ги почастиме Тренчевска и Станка. Они може не јадат постни, може јадат бифтеци, фастъци. Тие работи јадат, они не јадат постно, ама ние и без зейтин ги направиме, оти да не трошиме зейтин и струја да не трошиме, па малку се постни така, па нека повелете нашата софра. На масовен протест на плоштадот Слобода денеска излегоа штипските пензионери со ручек од постна пиперка без зейтин и доручек вода и леп. Ја повика министерката Тренчевска да види како живеат граѓаните од третата доба. Кофа, дробено млеко со вода, кисело, дробено со вода. Што јадеме ние, што доручкуваме ние, што вечераме ние, а они се чудат што да прават тамо по кафетериите. Па виски, па миски, па не знам што, па си пијат, па си лагано живеат со убави пензии, со убави приходи, шетат си секаде, уживат си ги сите права. Значи, се, а ние не сакаме социјална пензија, ние не сме социјални луѓе, ние сме многу придонеселе за оваа држава, многу фабрики изградиме, се направиме, за да уживаат тие сега, исто и тие уживаат од тие права. Покачувањето од 600 денари за пензионерите е игра со нивните чувства. Додаваат дека за собствените пари за кои работеле по 40 години, денеска мора да бидат на улица. А децидни се дека со ова покачување не може да се преживее месецот. Мора да бираат дали ќе купат храна и лекови или ќе платат сметки. Видовме како си поиграа со нашите чувства и по 600 денара ни покачија. Како, со која свест, со која душа Тренчевска? Дали имате вие жал? Дали не се плашите од Севишниот Господ? Погледајте ги овие напатени пензионери со нарушено здравје, да се влечкаме, да мораме да доваѓаме, да протестираме за нашите пари. Тие се наши пари, одвоени од нашите грбови. Работевме по 40 години, а вие, нашите пари, не ни ги давате, него ни давате 600 денари. Што ќе направи пензионерот со 600 денари? Пензионерите остануваат со истите барања: линеарно покачување на пензиите и усогласување на минималните пензии. Децидни се дека протестите продолжуваат и истите ќе се радикализираат. Се знае, по кој знае колку пати кажавме 5000 линеарно и минимална пензија од 18.000 денари. И овој пат повикаа на масовност и како што велат само на тој начин може да се исполнат нивните барања. Инаку до крајот на месецот треба да се знаат конкретните предлози од Министерството за решавање на проблемите на пензионерите.